Најново издание на регионалните вести. Со доаѓањето на пролетта, сите градови во Македонија здивна од аерозагадувањето. Само Тетово остана црна точка. 5 дена поред концентрацијата на честичките над дозволената вредност, поради што се препорачува децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престој на отворено. Децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престој на отворено, а сите други да ги ограничат движењата и активностите во најзагадените зони од градот. Ова е препораката на Министерството за здравство во случај на загадување на воздухот со повисоки концентрации од дозволените на канцерогените PM10 честички во 5 последователни дена, односно кога е надминат прагот на информирање. Тетово овој праг го надмина по кој знае кој пат оваа година и остана црна точка на картата на аерозагадување во Македонија, кога сите други градови во Македонија со доаѓање на пролетта здивна од опасните PM10 честички. Во Тетово вчера беше измерена 2 пати повисока среднодневна концентрација од дозволената. Штетните PM10 честички од почетокот на годинава, односно од 124 изминати денови, досега атакуваат на здравјето на тетовци во вкупно 119 денови, а во интерес на здравјето во една година не смее да има повеќе од 35 такви дена. Колку за споредба, скопските општини имаат околу 50 денови со аерозагадување, што е речиси за половина помалку од она што го има Тетово година. Неизвестно е докога ќе трае состојбата со загадувањето на воздухот кој го дишат тетовци. На интернет страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање, во случај на загадување на воздухот во 5 последователни дена, само декларативно стои препораката да се користи јавен превоз, односно да не се користат возилата без поголема потреба. За жал во Тетово јавниот превоз се уште не профункционира, иако беше најавуван, па останува само на свеста и совеста на секој граѓанин поединечно, дали ќе одлучи да го замени својот автомобил за велосипед или да оди пешки, со цел да се подобри квалитетот на амбиенталниот воздух. Инаку PM честичките предизвикуваат иритација на очи и грло, кашлица, проблем со респираторниот тракт, астма и оштетување на белите дробови. Ситните честички прав потекнуваат од издувните гасови на моторните возила, од индустријата, од прашините на улиците и од неконтролираното палење на отпад. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Работната единица паркови Зеленило при јавното комунално предпријатие во Тетово овој период работи на хортикултурно уредување. Во полнек е уредувањето зелени површини, засадување цвеќиња и украсни дрвца. Пролетта им донесе полни раце работа на вработените во работната единица паркови и Зеленило при ЈКП Тетово. Вработените овој период работат со полна пареја на хортикултурното уредување на зелените површини низ градот. Се садат цвеќиња и украсни дрвца, се подкаструва, се наводнува и коси тревата. Се вршат сите активности за што поубаво и позелено Тетово. Еве, например, за 2015 година ми смо конкретно како дрворед смо работели кај стадионот, долж стадионот, све околу. Со дрвца смо посејали тилија липа. После од стадион вама на кај Тетовчанка, булеварот, и туја смо ставиле некој 40-50 липи. Активностите други што секој ден ги имамо, тоа чистење, косење и вадење, поливање, дотерување, зашто тие што се сада, еднаш се сада, после треба одржавање. Одржавање значи кроење, вадење, копање и така дали. Меѓутоа, со овие можности наши што ги имамо, ние скоро секој дневно смо активни у таа работа. Како приоритет сега у моментот е косењето и вадењето, поливање конкретно. Ноќом тоа го правиме ради фреквенцијата на сообраќај што владее низ цело Тетово. Еве како што смо го направиле таму кај обалата, таму кај река.
U momenta se nađemo kao holiday i danas to završavamo sa sadenja drvca i ќе видиме на друго место кај ќе биде потребно. Посебно внимание последниве години привлекуваат прекрасно уредените зелени површини кај кружните текови, на кои од паркови и зеленило се посебно горди. Нормално дека тоа треба да се грижиме за тоа, зашто тие дрвца се што се садени, тие сака колку сака зашто тие еднаш се аранжира и после треба одржување. Одржувањето се прави да биде поатрактивни како во секој град, па и кај нас. Не можеме ние сега да бидеме да ги, ние сме ги аранжирали и више да се не грижиме за тоа, тоа апсолутно не може така. Цвеќиња и какви други растенија имате посадени? Па имаме ние цвеќиња, разновидни украсни грмушки, декоративни дрвца, али пак се враќам на тоа дека треба тоа кроење едно друго. Еве конкретно булеварот го кроиме, долж Илинденска од судот до Штуловиот универзитет. У момента се наоѓа екипата тамо што ги разречува дрвцата што треба да се острана за да формира круна по наше како би требало да екзистира. Од паркови и зеленило апелираат до граѓаните да не прават штети на зелените површини и да покажат повеќе свест во заштита и негување на природата. Вршив едно генерален преглед на целиот град и наидев на едно место каде што буквално речено се мучиле, дурно го извадиле дрвцата, лани што сме го посејале, го корнале, дефинитивно го нема. Го видјаме дека го ваѓале. Ја би апелирал, ако не може да ни помогне, барем да не ни одмогне, да не мислат тие дека ќе става друго, од каде друго. На секој корак нас ни кошта, у тој смисол. Меѓутим, треба да бидеме, зашто? Па тоа за нас се, за никого друго. Ако ние не се грижиме и не го пазиме ние, ако ние не го одгледуваме, ако ние, па и ние ќе го немаме еден ден. Работите за хортикултурно уредување на зелените површини низ градот продолжуваат и наредниот период. Социјалдемократскиот сојуз објави нови аудио снимки за кои се тврди дека се прислушувани разговори. Според партискиот председател Зоран Заев, во овие разговори се дознава како институциите постапувале околу случајот на Мартин Нешковски, кој во 2011 година беше претепан до смрт од специјалец на полицијата. Од 10 за припадник го има удрено место кај незгодно, и починал што да прави, што е тоа? Добро се случуваат и такви работи. Тоа е тоа. Се случува, битно го решетува. А не бил на должност, така? Овој. Должност, како не бил, да Боже. Била. Кој испадна дека е убиениот? Некој джанкер. Добро, ма и тоа нека си се каже. Да се спомне дека, уствари, имам нарушено здравје. Вината ја, знаеш, ја префрламе на кај него. Ало? Што правиш бе, Мартин? Абе, детово наш член било од Карпус. Па јас ти кажав. Приказната што ти ја кажав, Стреге, таа е. Значи, до збор. Од овие некој? Абе, усна наредба, чекај се, вака меѓу нас кажано. На кого може Урковци усна наредба да му издадат? У единица у која не се старешини. Така? Се нервирам, зашто еве за ваков случај не можеш бе да го скриеш. Не можеш да го скриеш, убиство имаш, мртов човек имаш. На време да не кочеа... Што е причината за убиството? Абе, не е, види се, причината за убиството. Овој, прije што ти кажав, дошол Малиов у дом на Арама. Сакал да влезе, овие го избуткале, пошто овој што е од Тигриве, од нивнава банда, бил и таму. И после го видел уште еднаш, на искачање кој искачавме од Арама, и детето се сопнало и овој го скрши од мајне. Значи, нити бегал, нити не давал да му стават лисици. Сега со Урко се расправав на телефон. Тоа што да ти кажам. 2 дена чекале да видат што да прават, бе.
така ми вика. Ја му реков, викам, требаше одма да кажете брза помош, нешто ќе направиме, ќе изведавме некако се. Мислам, не да... И овој уште, па за тоа му се јавив, овој идиотов негов изјава дава дека не го тепал. А овој збумбарен не се познава кој е. Мора да ги стигнеме, мислам, принципијално некој работи... Нема што више да стигнал. Што не сум им кажал, што не сум му направил на руко, едино да го сменам, различам се. И ги стигам и јас, мислам, вака, ја понекогаш... Као ти го може? Обезбедувањето на... Категорично кажи, тој не е член на обезбедувањето. Не, тоа јас секако, мислам, нема подобро... Тој работи во тигрите и тоа нема врска со обезбедувањето на премиерот. Второ, изведен е пред суд, веројатно до тогаш ќе има и... Да, па ја планирам у 12 да дадам изјава за до 11 да го изместиме. Тој не бил таму службено. Ние службено не сме го определили таму да биде, најверојатно бил приватно. И приватно действувал. И мислам, невидено нешто. Надлежните институции апелираат до земјоделците да ги запазат крајните рокови за аплицирање за програмата за финансиска поддршка во земјоделието. Тетовската подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги известува земјоделците кои аплицираат за програмата за финансиска поддршка во земјоделството да ги запазат следните рокови. Рокот за поднесување на единствени барања за сите основни дополнителни мерки по површина земјоделско земјиште и по грло добиток и за помош за заштита на земјоделско земјиште до 31 мај, за поднесување на барања за произведено и продадено млеко во период од 1 јануари до 30 април годинава. Рокот е до 15 јуни. За поднесување на барања за произведено и продадено млеко во период од 1 мај до 31 септември годинава. Рокот е до 5 ноември. Крајниот рок за поднесување на барања за задолжително чување на животните и до 31 октомври. Рокот за поднесување на барања за помош во премии за осигурување до 31 август. За поднесување на барања за органско производство и за продаден овоше и зеленчук, рокот е до 30 ноември. При аплицирање, земјоделците со себе треба да ги носат пасошите од добитокот или потврда од матичниот ветеринар. Во текот на денешниот ден, територијата на југоисточна Македонија беше зафатена со повисоки температури кои ја дефинираат жолтата алертна фаза, додека утре со температури од жолта фаза ќе биде зафатена територијата на цела држава. Станува збор за температури до 34 степени Целзиусови, кои се повисоки за овој период од годината и потребна е посебна внимателност за заштита на здравјето на населението, заради потребниот период за адаптација кон повисоките температури. Министерството за здравство издаде предупредување за жолта фаза. Се советуваат граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од повисоки температури. Посебно внимателни треба да бидат старите и хронично болните лица, кои треба редовно да ја земаат препишаната терапија. И поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, потребно е темелно миење на овошјето и зеленчукот пред нивната употреба. Добра термичка подготовка на храната, задолжително чување храна во фрижидер, како избегнување конзумација на лесно расипливи производи. Вкупно 7 лица, од кои 2 деца, повредени во 3 сообраќајни незгоди во Полог. Од полицискиот билтен и информацијата за тешка кражба во стан во Тетово. Во 3 сообраќајни незгоди во Полог повредени вкупно 7 лица, од кои 2 деца. Вчера на регионалниот пат Тетово-Јажинце во Доброште автомобил налетал и удрил на двајца пешаци, малолетници на возраст од 7 и од 8 години од селото. Од удирањето двете деца задобиле телесни повреди, а потешко поминало 8-годишното девојче, кое со скршеница на левата подлактица по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница, итно е пренесено на скопските клиники, додека 7-годишникот пуштен е дома. Извршени увити се утврдуваат причините и се друго поврзано со незгодата. Првично причина е неприлагодена брзина. На автопатот Тетово-Скопје во непосредна близина на Требошкиот надвозник вчера попладне се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Голф 5 управувано од 21 годишна жителка на Желино и Голф 3 управувано од 52 годишник од Палатица.
При тоа повредени се двајцата возачи и сопатниците на возраст од 44 и од 29 години, кои се пренесени во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. По овластување најавен обвинител убит извршила екипа од СВР Тетово и се расветлуваат причините за незгодата и другите поединости, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Сообраќајка вчера се случила и во Гостивар на крстосницата на улицата Мајор Чеде Филиповски и паркингот на брза помош во која учествувале патничко возило Hyundai Accent управувано од 47 годишник од Равен и моторцикл без регистерски таблици управувано од 30 годишен гостиварец. Моторциклистот здобил тешки телесни повреди и покажаната лекарска помош во Гостиварската болница пуштен е дома. Извршени увити се утврдуваат причините и околностите во кои се случила незгодата. Од полицискиот билтен информацијата за тешка кражба во стан во Тетово. Во текот на изминатиот викенд засега непознати сторители од станот одзеле 3.500 евра, 77.000 денари во разни апоени и женски сребрен прстен, пошто незабележани од никого заминале. Извршени увити се работи на откривање на сторителите. Денеска беше отворен годинешниот меѓународен саем на книгата. На истиот беше промовирана 16-тата книга на современиот писател Јован Дамјановски, насловена како Здивот на тишината. Ако читајќи книга си обезбедувате луксус на душата, тогаш саемот за книга е почеток на едно такво уживање. Одлична можност за истото ви е саемот на книга кој што се организира во Скопје, почнувајќи од 5 па се до 11 месец. А на овогодинешниот саем на книгата во Скопје, на штандот на реномираната издавачка куќа Матица Македонска, се појави најновиот роман на современиот македонски писател Јован Дамјановски, Здивот на тишината. Тоа е 16-та книга од прозното творештво на овој автор. Здивот на тишината е 13-то романескно остварување на Јован Дамјановски и представува психолошка драма на современиот човек кој е во потрага по потврсти и по долгорочни разгледувања во иднината. Според вас, како вашите читатели ќе го прифатат најновиот роман Здивот на тишината? Се мисли и вистина дека надежта не го напушта оптимистичкиот човек. Јас сум оптимизам дека моите читатели, мојот 13-ти роман Здивот на тишината ќе го прифатат како и моите досегашни романи, зашто верувам дека и овој пат се држам до мојата восстановена содржинска преокупација. Литературниот феномен топир до стварноста да го обезбедам во секој моје дело. Многу мина од моите читатели можат како да се пронајдат како прототипови од животот во овој мој роман и сметам дека во овој роман содржината е што беше тоа што беше вчера и што е денес и што треба да бидеме утре. Тоа го споредувам со локалното, но го опишувам како универзално ниво, како начин на глобално размислување за светот и за нашиот живот. Значи го споредувам со животот и во светот, и кај нас, и тоа што беше порано, и тоа што е сега. Мислам дека споредувањата се начин на перцепција на животот, на една вистинска стварност од нашиот живот, посебно во овие години на одминливото, неодминливото во нашата трансформација од социјалистички во плурален модел на државното уредување. Моите романи представуваат психолошки драми и е многу тешко да се пишува, да се обработуваат луѓето на психолошки начин, но јас се служам со Карл Густав Јунг, кој што е татко на комплексната психологија, татко на перцепцијата психолошка за животот, за луѓето, но и преку сонот и преку животот. Мислам дека на таков начин се обидувам моите ликови да ги доближам до стварноста на човечкиот живот,
дека се тие прототипови од животот и верувам дека на таков начин можам и треба да обезбедам читатели што ќе ми дадат за право мојата работа да ја поштувам и самиот, доколку другите ја почитуваат, но едновремено сакам да кажам дека се обидувам секој мој читател да се најде себе си во моите романи, по Сократовата максима, најпрвим да се запознаеме самите себе. И во најновиот роман на Јован Дамјановски, Здивот на тишината, неговиот долгогодишен соработник господинот Раде Силјан повторно се јавува како рецензент на оваа книга. На самиот почеток, добре ни дојдовте, благодарам што одвоивте време. Што имаме да кажеме за оваа најнова книга на нашиот сограѓанин? Најпрвим поздрав до вашите гледачи. Мене ми е многу драго што творештвото на истакнатиот современ македонски писател Јован Дамјановски, кој потекнува од Тетово и живее во Тетово, го проследувам во континуитет речиси од 3 децении. Јас имам пишувано за повеќе негови книги, кои чинат една автономна целина авторска и на тематски и на естетски план. Меѓутоа, најновиот негов роман Здивот на тишината на некој начин представува круна на неговото досегашно творештво, кое ги опфаќа и другите 12 романи на Јован Дамјановски. Во ова дело, како на филмско платно, се пресликуваат мноштво судбини од нашето национално милје. Тоа се луѓе кои потекнуваат од народните низини, кои трагаат по собствените корени, но луѓе кои постојано се враќаат на минатото со една единствена цел, подобри да се запознаат во сегашноста. Всушност, Јован Дамјановски како да пишува еден роман. Тоа е неговата обсесивна тема, социјалното милје на македонскиот народ, неговото раслојување, неговите премрежња низ вековите, но особено во последниот роман се дава судбината на 3 генерации кои трагаат по собствените корени, постојано се навраќаат на минатото, луѓе кои доживуваат трансформации благодарение на новото време, традиционно кое објективно создаде и една општа клима на несигурност кај обичниот човек. Јован Дамјановски ја негува таа социјална нишка на проткајување помеѓу разни генерации, разни семејства, но во исто време тој ја следи таа нишка на отуѓување во печалбарскиот свет, повторното враќање на собствените корени. Инаку, Јован Дамјановски е автор кој особено внимава на стилот, на јазикот, човек кој знае да создаде атмосфера и морам да ви кажам, моето искуство говори дека Јован Дамјановски спаѓа во редот на најчитаните современи македонски автори. Тоа го говорам, бидејќи скоро сите изданија во последниве 2,5 децении ги објавува, негови изданија ги објавува Матица Македонска, и мене особено ме радува фактот што неговите книги имаат поширока рецепција, се прифатени од различна структура на читатели, и анализите потврдуваат дека овој автор спаѓа во редот на оние автори кои имаат константно добра читателска публика. Луѓе без лица е насловот на стихозбирката од младиот гостиварски автор Дејан Крстевски. Книгата содржи 50 на песни со различна тематика. Ова е второ дело на Крстевски, кој лани дебитираше со збирката Раскази Поглед кон небото. Гостиварецот Дејан Крстевски деновиве ја објави својата збирка поезија под наслов Луѓе без лица. Книгата ја издаде битолската издавачка куќа Дата Песнопој во едицијата на современа македонска поезија Гласини. За оваа стихозбирка со 50 на творби Крстевски ја доби наградата Книжевен светилник. За тоа какви се песните и што се крие во стиховите, авторот вели: Ова е поетска збирка во која што се обработуваат безброј психолошки и филозофски прашања,
се карактеризира со една комплексност на тематиката, но од друга страна со моја искреност и јасност во изразувањето, така што мислам дека моите стихови може да стигнат до срцата на секој читател. Ова е книга која открива вистината за вистинската природа на човекот и неговата минливост. Одреден од минатите искуства и доживувања, како и од желбите и од потребите, човекот се менува во секоја минута. Така што тој истиот човек, секоја нова минута е нов човек, а неговото лице е поинакво, различно, а понекогаш и безлично. Крстевски пишува и проза. Минатата година ја издаде збирката Раскази Поглед кон небото. Неодамна неговиот расказ Борба на примарните беше второ награден на конкурс за најубава проза. Повеќе се пронаоѓам во прозата, но не се откажувам од стиховите, потенцира младиот автор. Прозата бара поголема свесност, созреаност, како и вложување на поголема енергија. Но исто така и нуди поголеми можности во пренесување на приказната. Некои луѓе мислат дека прозата е подобра од поезијата, други пак мислат дека поезијата е круна на книжевност. Јас само едно знам, дека не секој може да пишува во стихови. Јас можам да го правам и едното и другото. Моето прво дело е збирка, прозна збирка, додека пак моето најново дело е збирка поезија. Сепак морам да нагласам дека јас се чувствувам подобно во прозниот свет, но тоа не значи дека ќе се откажам од стиховите. Во рецензијата на стихозбирката Луѓе без лица, професорката Ана Мартиновска пишува: поезијата на Крстевски е прекрасен пример за естетика ставена во функција на филозофијата и психологијата, за емоција која во исто време е длабоко мисловна и која ги афирмира духовните потреби на човекот во нашето совремие. Дејан Крстевски е роден 86-та година, има 2 факултетски дипломи по македонски јазик и книжевност и по психологија. Освен со пишување, се занимава со сликање и фотографија. Празникот Ѓурѓовден утре со црковно-народни собири ќе се празнува во патроните цркви во селата Волковија, Туденце и во Мала Речица. Со светата божествена литургија во Волковија ќе чиноначалствува митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Со црковно-народни собири празникот посветен на светиот великомаченик Георги Победоносец, кај народот познат како Ѓурѓовден, во среда ќе се празнува во патроните цркви во селата Волковија, Туденце и Мала Речица. Празнувањето во манастирскиот комплекс Свети великомаченик Георги Победоносец во Мала Речица ќе започне во 12 часот, кога ќе биде извршен мал водосвет и режење на кумските колачи. По ова ќе биде организирана братско-сестринска трпеза на љубовта приредена од годинешните кумови. Иницијативниот манастирски одбор и кумовите за празникот Ѓурѓовден во Мала Речица ги покануваат сите верници за што помасовно присуство на овој црковно-народен собир. Црковниот одбор на село Волковија ги поканува сите благочестиви христијани да бидат гости на одбележувањето на патронот на едно од најдревните светилишта во местноста Чука, манастирот Свети Ѓорѓи Победоносец. Светата архиерејска литургија со која ќе чиноначалствува митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф ќе започне во 8:30 часот, пошто ќе биде извршен водосвет и прережување на кумските колачи. Во среда празникот Ѓурѓовден ќе биде одбележан и во манастирската црква Свети великомаченик Георги Победоносец во село Туденце. Празнувањето ќе започне во 15 часот со мал водосвет и режење на кумските колачи. По тој повод кумовите и иницијативниот одбор за возобновување на манастирот ги покануваат верниците за што помасовно присуство на одбележувањето на патрониот празник. Германските машиновозачи го започнаа во вторник најавениот 7-дневен штрајк, а за сега нема навестување дека би можело да дојде до договор меѓу синдикатите и работодавачите. Синдикатот на машиновозачите ги повика своите членови да прекинат со работа ноќта кон вторник во 2 часот и да не се вратат до 9 часот во недела. Возачите на товарните возови го започнаа штрајкот во понеделник попладне. Лидерот на синдикатот ја обвини германската железничка компанија Deutsche Bahn дека е виновна за штрајкот што е последица на спорот околу платите и работничките права.
Лидерите на земјите од Персискиот залив ќе присуствуваат на вонреден самит во Саудиска Арабија во услови на зголемена меѓународна загриженост за воздушната борба предводена од сунитите против шиитските бунтовници во Јемен, како и регионалната закана од милитантите на Исламската држава. Францускиот председател Франсуа Оланд ќе биде првиот западен лидер кој ќе земе учество во средбата на Советот за соработка на заливските земји. Се очекува Оланд да изрази загриженост за потенцијалниот нуклеарен договор со Иран. Милитантите на Исламската држава ја презедоа одговорноста за нападот, кој како што соопштија им е прв на американска почва за време на одржувањето на надпреварот на карикатури на пророкот Мухамед во близина на Далас во Тексас. Според милитантите, двајца напаѓачи биле припадници на Исламската држава. Напаѓачите Елтон Симпсон и неговиот цимер и соучесник Надир Софи беа убиени во престрелката со полицијата. Меѓународните спасувачки тимови почнаа да го напуштаат Непал 10 дена по земјотресот кој погуби илјадници луѓе. Владата најави дека веќе ги фокусира своите напори на помош за преживеаните. Властите треба да им обезбедат на луѓето за солниште и некоја храна. Предстои расчистување на урнатините од многуте урнати згради. Луѓе под урнатините веќе не се бараат, бидејќи експертите сметаат дека речиси нема надеж да се најде некој преживеан. По катастрофалниот земјотрес, бројот на жртвите достигна 7500, според официјалните податоци. Над 14.000 се повредени, меѓу жртвите се и 57 странци. Други 112 продолжуваат да се сметаат за исчезнати. Во земјата има хуманитарна криза, а медиумите во светот коментираат дека помошта за настраданите се трупа на аеродромот и магазини во Катманду поради бирократска интервенција на непалските власти, кои инсистираат да се почитуваат стандардните царински проверки и други процедури. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност и топло. Утринската температура се движеше од 7 до 12, а дневната од 20 до 28 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и потопло време. Утринската температура ќе се движи од 7 до 13, а дневната од 23 до 30 степени. Благодарам за вниманието со кое што ги следевте денешните регионални вести. Пријатно!